на еден собир на архитекти на меѓународен план беше вако едно прашање: што најмногу би сакал да направиш? Сакам да направам тунел и лавиринт. Архитектурата денес остана последното поле на интелектуалното дејствување на човештвото, кое е преродбенско, односно сонцезрачно и неспециализирано. Постојат повеќе дефиниции за архитектурата и веројатно секој индивидуален обид кој има успех и кој дал врвни резултати има дефиниција според авторот. Мојот интерес за поезијата уште од основно училиште и така натаму, значи интересот за јазикот и за неговата звучност, од која и понатаму произлегува музиката, ми се стори како најприкладно нешто со кое што јас би можел да опишам како работам. Оттаму до мене дојде една дефиниција која ја прочитав во списание кое немаше врска ни со архитектура, ни со технички науки. И таму имаше дефиниција на Џон Милтон, од еден автор, за тоа дека поезијата започнува како носталгија по непознато уточиште. Кај мене тоа низ време на почетокот почнав слично да го дефинирам тоа, но сватив дека архитектурата не започнува така, дека всушност е архитектурата почетокот на поезијата и дека архитектурата е носталгија по заборавено уточиште. Правејќи архитектурата, вие сакате да постигнете нешто што го имате кај себе, веројатно е во подсвеста, но сакате да го остварите тоа и тоа не е непознато, туку е заборавено. И вие само треба да се сетите. Кога го спомнувам зборот сеќавање, мислам на тоа дека множеството работи кои се случуваат во уметноста и во научните откритија се некои гласови, некој јазик кој го препознаваме, доаѓа до нас и од белиот шум на звуци кои не обкружува секогаш низ цел живот, кај нас таа фреквенција доаѓа и во таа фреквенција ние го препознаваме нештото и се обидуваме да го преведеме во сегашноста. Низ истражување на македонската архитектура и низините корени сваќам дека првите куќи се всушност сферични. Тие дури заради статиката некогаш се куќи полутопки, ние се уште ги имаме како куќи земјарки во музеите на Македонија. Тоа е остаток кој и до ден денес е лесно да се направи и од тоа сметам дека фактички таа сфера е тоа сеќавање кое ние сакаме да го обезбедиме и во секојдневноста и секојаш ни е блиско кога силуетата на нашиот град завршува со некаква полутопка која има намера да оди нагоре и да се престори во балон, односно во една сфера што лепти. Оттаму кај македонската архитектура ја согледувам желбата, односно избраниот принцип не на гравитација, туку на левитација. Службената историја на светот вели дека цивилизацијата започнува токму тогаш. И нели, еве и како архитектура, ако ја проследиме теоријата, таа има поделба на стилови. Најдолготрајниот стил кој нема посебен термин, меѓутоа се опишува како архитектура на младото камено време. Значи, во тие првични моменти забележувам дека
множество автори кои сакаат тој порив за градење куќа да го побараат од каде дошол кај луѓето во таа зора на цивилизацијата, иако денешните истражувања на археологијата велат дека тоа е само една последна, најнова етапа во развитокот на светската цивилизација и дека таа почнува далеко пред неолитот, дури и со 500 илјадници години порано. Но да се наслониме на тоа што службената историографија го кажува, истражувајќи ја историјата на македонската архитектура од неолитот наваму, ја забележувам дека нашите градители во тоа време ги познавале архитектонските конструкции до истиот степен што и денес го знаеме, и така наречените најкомплицирани конструкции се изведени тогаш со материјалите кои стоеле на располагање. Ние ги повторуваме истите конструкции сега со нови технолошки материјали. Потаму сваќам дека македонската архитектура, која во светската археологија, барем во европската, е дефинирана како најстара, е исходиште барем на европската архитектура, ценејќи според староста што ја дава возможната денешна наука преку истражување на староста на материјалите кои што се употребени. Најдена беше една печка за производство на глинени садови. Успеав да направам еден логичен след на тоа што ми го даде како подлоги од нивното археолошко истражување како изгледа таа печка. И тука го заработив хонорарот кој сам го побарав, добив една шолја и заработена и најдена на тоа место. На шолјата имаше траги од прстите на тој што ги правел, вдлабнување. Секој ќе го допрете тоа место, имате неверојатно чувство дека ви допира уште нешто плюс од тоа. И сватив дека тоа е порака да се возобновуваат нештата кои ги наоѓаме како скршени. Тоа го прават археолозите, скршена вазна со елементи, па мако трпно, и го чувствуваат задоволството на правењето, но тоа се премина кај мене. И јас направив некои реконструкции и архитектонски и други на предмети кои беа во рудиментарни остатоци или нешто подобро сочувани. Па направив реконструкција на многу познатата скулптура на Адам од Говрлево. Тоа е скулптура како најголемо архитектонско откритие во Европа за 2000 година. Таа беше скулптура која до ден денес во витрините на музеот е како торзо, значи нема раце, нозе, глава. И јас направив како изгледа тоа, и тоа после беше дел од филмскиот проект Андер. Потоа, друга, можеби, уште повозбудлива реконструкција е на нешто што е уникатно. Ова е исто така уникатно, бидејќи археолошките откритија од периодот на неолитот се светско чудо овде, што мислам кај нас кога се откриваат. Зачуван во Македонија е единствениот олтар од најстариот храм на светот, надземен храм на светот. Тој олтар е толку возбудлив што јас до ден денес не можам да се начудам зошто еден таков артефакт кој мислам дека во врвот на светската археологија се уште стои непознат во музеот во Прилеп. Тоа е чудесно едно откритие кое мислам дека е подарок од Бога токму за нас и потврда дека кај нас започнува цивилизацијата, и направи цртежи да се реконструира и тоа, при што почнав да сваќам дека не смееме понатаму да правиме реконструкции во Македонија врз основа на реконструкциите што ги прават другите професионалци во другите земји од Европа, туку мораме да се наслониме на сопствени артефакти.
Од таму направиве реконструкција на еден интериер на македонска куќа, во кој што се покажува дека тоа е навистина високо цивилизиран свет, во кој не можете да прикажете, како што вообичаено има на диорами на сите музејски збирки во Македонија, за неолит има еден цртеж кој е прецртан од некаква си германска книга, каде што е прикажана една жена со растурени коси, со некаква кожа префрлена и дроби некакво зрно во еден камен сад. Напротив, од она што ние сме го ископале, забележуваме дека во тоа време жената како нешто што е обожувано на посебен начин, на начин кој досега и се уште не е познат во светот покрај сите множество движења што ги има нели за рамноправност на жените, сваќам дека во тоа време да си жена е нешто што значи да околу тебе според правилата на мајчинството се развива едно општество кое трае најдолго од сите општества што ги познаваме и што се запишани во светската историја. Кај нас трае околу 7000 години, а бидејќи Англија е најна север, таму трае околу 3000 години. Јас тргнав во истражувањето на историјата на македонската архитектура и поради една друга причина. Во времето кога истражувањата веќе беа во тек, кај нас се разви потребата за истражување на сопственото минато. Сите тие истражувања нас ни помогнаа да сватиме дека постои еден континуитет. Но сметав дека е најсигурен континуитетот ако ја истражувате архитектурата, односно археологијата. Зошто? Ако се наслонувате на пишуваните документи, вие стигнувате до она што го постигнала нашата историографија, а тоа е да морате да се водите по преводи, преписи, по размислувања на западноевропски историчари кои се преведени кај нас. И секогаш тоа ве води до ќорсокак. Значи, ќорсокак го доводи до таму да вие фактички, ако сами како семејство сакате да го истражите своето потекло, не можете да дофрлите понатаму од 300 години назад. Тука забележувате дека се случуваат некакви ломови и вие од тука надолу не можете да си го најдете презимето или коренот. Ако го следите тоа, вие на сопствената почва имате оригинали. Ако го знаете јазикот, тогаш можете многу да кажете за општеството кое го градело. Македонската архитектура не се развива со промена на стил, туку еден ист стил се надоврзува, вклучувајќи ги новите техничко-технолошки откритија и вклучувајќи го развитокот на цивилизацијскиот дострел на македонскиот народ во различни епохи. Идејата за архитектонско дело не само кај нас. Тоа важи и го знаат сите архитекти. Значи, зградата си постои на местото. Прашањето е дали ти гледаш дека таа постои. И тој што е стварно добар архитект, ќе го види тоа што местото го бара. И ќе го направи, и тогаш е успешно. Тоа не го урива ни земјотрес, ни природна катаклизма. Се што вреди земјотресот не го урнал. Тоа што вреди останало. Од таму треба навистина длабоко да влезеш во себе, кој ќе влезеш во себе ќе го откриеш и својот народ и својата култура, и така можеш да градиш. Ангел Божиновски има направено енциклопедиски дела во современата македонска архитектура и треба ние како архитекти и воопшто како македонци да се гордееме што имаме таков современик.
Повеќе од 40 години водиме една битка за почитување на македонската традиција и идентитет во архитектурата, за да можеме како народ и како нација да сме достојни на се оно што ни оставиле нашите колеги од претходните генерации, а посебно на древните македонци, кај што најстарите корени за архитектурата и воопшто за културата, за митологијата, за јазикот, за писменоста, оди дури некаде од 100.000 години пред наша ера, па навамо. Значи, некаде 6500 години пред новата ера, во Македонија се создаваат првите населби и во тие населби луѓето сваќаат дека им е неопходен простор за да се соберат. Простор за собор. Соборот означува почеток на цивилизацијата, бидејќи на соборот се повикуваат сите што се тука, што биле тука и што ќе бидат тука во иднината. Тука се донесуваат најважните одлуки. Добивањето на задачата да оформите еден таков простор е поврзана со токму таквото сеќавање и морате да понирате во длабината на македонската историја за да можете да создадете сличен таков простор кој некогаш, многу одамна, но знаеме колку, го создала нашата цивилизација. Што е тој простор? Тој простор е едно празно место во собранието, кое се полни во моментот кога сакаме да се сетиме на своите успеси и кога сакаме да ги намножиме успесите, со тоа што ќе разговараме што сме направиле и што треба да направиме. Во тие времења, сиот народ бил присутен кога се донесувале тие одлуки и тие одлуки секогаш биле такви да овозможувале растеж на цивилизацијата и растеж на еден народ. Тоа е одликата на македонската цивилизација. Овој простор овде фактички представува еден плоштад. Интересноста негова е во тоа што додека влегувате низ постоечката зграда на собранието, вие живеете во еден интериер и кога ќе влезете овде, вие сте сега надвор. Над вас се наоѓа само небото, кое исто така присутно и слуша внимателно какви одлуки носите. Потоа, направени се такви потези кои овозможуваат да се препознае нешто што значи историски стил во западноевропската критика и историја, кој во моментов денес, а и години наназад, околу 10 години наназад, е главна тема на архитектонските и општествените размислувања. Инатото овде е потенцирано и со најстариот орнамент на светот, кој во моите истражувања излегува дека е така и тоа е објавено во мојата книга Прилози кон историјата на македонската архитектура. Тој најстар орнамент на светот кој се повторува до ден денес во скоро сите орнаменти што низ под целиот земјин шар се користат, тоа е жар птицата, која што во Западна Европа се нарекува феникс. Најден е на вазна од штипското село Анзабегово. Таа вазна се чува во музеот во Белград и таа птица на возобнова и приказната за фениксот
во нашата историја и во нашите песни, според артефактот кој е откриен во Штипско Анзабегово, е некаде околу 6000 години пред новата ера. Сите ниши во средината на утробата на овие символично представени мајки се наоѓаат копии на реални артефакти од тој период, кои исто така наблюдуваат што се случува во оваа парламентарна сала. Значи, тие се сведоци на одлуките. Во таква една состојба, кога и од минатото и од сегашноста цело едно оро од мајки наблюдува што овде се одлучува, тогаш навистина одговорноста на луѓето кои се присутни овде е далеку поголема отколку во некои други сали кои можда многу повеќе од естетски аспект се обликувани. Овде има символика вградена во сите елементи кои што се наоѓаат наоколу. Потоа, овие куќи се фактички традиционалните македонски куќи, кои започнуваат со една од најстарите европски куќи, тоа е Породинската куќа, од која што произлегува и традиционалната македонска архитектура, која може да се проследува низ вековите до денес. Принципот на градба на македонската куќа е принцип на левитација. Значи, не да се повинувате на гравитацијата, што значи да направите јако приземје и темели, а потоа кон висината на градбата која се искрева нагоре, да одите со врв и со помали елементи. Нашите куќи се развиваат како дрво и тие се шират со основата нагоре. Овде се представени како возможна варијанта за натамошно градење на слични куќи во иднината. Потоа во приземјето имаш принцип на огледало. Овде, како и да се завртиш, можеш да се видиш себе си. Ако се сретнеш со себе си, тогаш се среќаваш воопшто со една и собствена судбина психолошка и со судбина на еден народ. И исто така представува обврска за луѓето што се тука присутни, кога донесуваат одлуки за натамошното развивање на македонската цивилизација. Ова купола горе што е, таа која ќе се погледне од озгора, содржи 3 букви М. Горе се поставени акустични дифузори за кои што ќе зборува повеќе акустичарот и тие се со обточени со кристали од лорандит, кои имаат функција символично да покажат дека и тоа е македонски елемент од Бога даден на оваа почва. Тие се извонредни елементи за да може да се постигне акустичност во вакви плитки куполи. Ваквите плитки куполи имаат голем проблем со акустиката. И ако ги нема тие, овде скоро ќе биде невозможно да се водат седмици. Златната сала во Собранието на Република Македонија не само што е единствена како градежен пофат, таа е единствена и од својот акустички аспект. Можам слободно да кажам дека во Европа ваков од оваа големина, со ваква структура, стаклена купола, не постои каде што намената и е говорат. Ние на самиот почеток, кога ова се уште беше во градба, негдека, би рекол, на средината од градбата, мерењата покажаа дека времето на реверберација во овој простор се одвиваше негдека помеѓу 9 и 18 секунди. За гледачите само да појаснам малце посликовито, ако ја
изговорите буквата А, ќе ја слушате 18 секунди. Замислите ако дојде и Б буквата и говорот, какво преплетување, односно не ќе можеше да се говори во овој простор. Архитектот Божиновски даде свој голем допринос од тоа што ги внесе овие модели на лорандити. Тоа мене ми овозможи како акустичар да можам многу подобро да го решам просторот, бидејќи со него го дифузиравме звукот. Она што беше концентрирано, она што беше јако, моќно, фокусирано во оние скоро 18 секунди, ние тоа го разбивме и го доведовме сега до 1,5 секунда прифатливо време на реверберација во овој простор. Се работи за една посебна личност, еден посебен архитект, да го наречам, кој што, по моје видување, успеал архитектурата да ја вметне, да ја употребува во многу научни области и во разни области на општественото живење. Почнувајќи од она што е негова првична работа, значи урбанизмот, потоа животната средина, просторното планирање, како внатрешно, така и надворешно, вајарството, потоа други видови на уметност, како например филмот, театарот, телевизијата, киното, каде што тој како новинар, архитект, има, по моје сознание, некаде околу 500, може би повеќе од тоа, сценарија. Значи, тука е применета архитектурата. Исто така, фасцинира кај него неговата желба да го потенцира постоењето на македонскиот човек на оваа почва, односно секогаш сака да ја покаже целата македонска цивилизација во сите незини слоеви, враќајќи се назад дури до 7000 години. И сето тоа секогаш во неговите проекти да го укомпонира, значи минатото со сегашноста. Исправен пред необична задача, јас требаше да направам проектантски пристап кој досега не сум го сретнал. Со оглед на тоа, ако станува збор за реконструкција или ревитализација, треба да имам релевантни податоци поврзани со објектот Мајка Тереза, со неговата локација, изгледот и така натаму. Таква работа и до ден денес не постои. Се има само определена представа кај се наоѓала куќата на Мајка Тереза, меѓутоа нема фотографија од нејзината куќа, постои една макета која е правена со љубов на верниците, но далеко од вистината. Познавајќи го нејзиниот живот, обидувајќи се да го спојам секојдневното со светото, го изградив овој објект кој е препон со символика. Прво, нејзиниот детски свет го представив како свет од подрумот до таванот. Децата и веројатно и возрастните кога слегуваат во подрумот, тие секогаш го паметат слегувањето. А кога се качуваат на таванот, го паметат качувањето. Зошто е тоа така? Во подрумот се кријат приказните за златните рибки. Тоа е познато и е факт, како и секоја скопска куќа во тоа време има собствен напој од природна вода за пиење преку бунар. Значи, бунарот е местото каде што Мајка Тереза некогаш ги барала златните рибки од приказните кои исполнуваат желби. А таванот е местото за соништа, за пишување на нејзиниот дневник, местото каде што таа се среќава со секојдневноста на градовите, а тоа се големиот број на гулаби кои слетуваат и дури развиваат своји места за обитавање под некоја керамида која попуштила во покривот и тука живеат. Тие два символа, ако се спојат, и од детските приказни и она што го носи христијанството, се првичните символи за христијанството што е риба и за светиот дух што е гула. Тоа го парафразирав со голема помош на големиот сликар Корнелиус
Маурицијус Сешер и го представи во моја парафраза на светите делови од куќата, односно на сакристијата, која што представува дел од северната фасада на овој објект, а другите делови од фасадата само ги пребоив со бојата на светлиот ред на сестрите на мајка Тереза. Овој објект се држи на столбот татко на неговата сопруга и на братот и сестрата на мајка Тереза. Осуството на мајка Тереза како столб, бидејќи таа доста рано заминува на повик од Бога, на повик од Богомладенецот Исус. Но, поврзувајќи се и почитувајќи го споменикот на нашиот академски вајар Серафимовски, јас ги поврзав двете работи. Ги поврзав на таков начин што преку калдрмата, која што е вообичаена за Скопје во тоа време, преку концентрични кругови направи спој на незиното одење и враќање назад во родниот дом. Тоа го поврзав со еден архитектонски програм кој го има во историјата на македонската архитектура, се вика Кенотаф. Кога некој од вашето семејство поради разни причини исчезне од дома, вие не знаете каде и не знаете дури дали е жив, тогаш вие правите објект во кој ги ставате неговите предмети и тој по некакви чудни начини и поврзувања енергетски кои постојат на земјата, од некаде ќе го види и ќе се врати. Тоа верување е вкоренето во македонската архитектура и такви објекти имаме дури и од периодот на неолитот. Замислувајќи ја таа куќа како Кенотаф, мене ми се случи чудо од кое и во овој момент се чувствувам непријатно, односно пријатно, зависи кој како го гледа. Тоа јас намовнувам, бидејќи во мигот кога се отвараше куќата на мајка Тереза, дојде информацијата дека папата одобрил коските на мајка Тереза од Индија да бидат префрлени во градот Скопје. Постои една приказна која колку пати да ја раскажувам, имам чувство дека не се случува прв пат во Македонија. Можеби се случува прв пат, но на вечен начин. Една македонска мајка неизе и е оставен аманет од сопругот на починување да подигне спомен на другарите на незиниот сопруг, кои починале во Македонија за Македонија. Имено станува збор за македонците кои по Втората светска војна, борејќи се за единствена Македонија, не расцепкана на три дела, доживуваат полициски погроми и многумина од нив починуваат без траг и гробот не им се знае. Таа својот сопруг, бидејќи тој е еден од преживеаните, знае дека тие се закопани во удолнината под гробиштата на село Бразда. Таа му ја раскажува приказната токму она што јас во овој момент ја раскажувам и му дава пари, па потоа заминува. Не дава рок, не бара признаница, само приказна. Сега аманетот останува во рацете на архитектот. Што тој да направи со тие пари и како да постапи за да може оваа приказна да добие кристализација и да излезе од заборавот и надвор од приказната. Архитектот се замислува и во некоја од неговите архитектонски визии, поврзани со местото, открива дека самото место му кажува што треба да направи и тој прави проект именуван Невозможна капела. Невозможната капела е објектот што токму стои зад мене.
мене ме приближи кон неговата обсесија за уметноста, која ја вградува во сопствената архитектура, во своите дела, и таа лирска димензија, таа лирска компонента во неговото дело ми е особено блиска, посебно затоа што Вангел не само што е поет во архитектурата, туку е реален поет во вистинска, во конкретна творечка смисла, поет кој што пишува поезија, иако не е осведочен формално во нашата литература, меѓутоа и поет и човек кој што им прави чест на современите македонски поети, чија поезија ја знае наизуст и во секоја можност користи шанса да ја афирмира современата македонска поезија. Мојата идеја да ја популаризирам архитектурата како игра и архитектурата како професија. Во таа мрежа учествуваа еминентни архитекти од цел свет, главни одговорни уредници на списание и главни градски архитекти, како и професори од факултет. Сакам да кажам дека нема меѓу првите 20-15 архитекти во светот кои не се појавиле на македонското радио и зеле учество. Значи, треба да се истакне дека сценографијата и комплетната емисија што ја праве во рамките на образовната програма, таа емисијата во потрага по пишуваниот збор на големата мајка, доживеа светски успех и влезе во меѓу 10-те највредни остварувања за таа година. Мислам дека беше тоа 2001 или 2002, така некако. Најуспешни остварувања во светот во рамките на научно-популарниот филм, и таа влезе заедно во една монографија со Стенли Кјубрик и со Андреј Тарковски, со нивните филмови 2001 и Соларис. Потоа, мислам дека е интересен исто така проектот со кој што е започнав емисијата Немиот говор на просторот, кој доживеа презентација во Монтреал. Мислам дека се исклучително интересни некои проекти што ги правевме со покојниот Ацо Алексов. Тоа се драмски проекти, музички проекти, народни, забавни. Портретот на Магнифико, например, тој е интересен. Исто разни квизови сум правил, еден квиз покрупен како голем проект на македонската радио телевизија, мислам исто така тој доживеа успех. Се гордеам со шпицата за телевизискиот дневник, што ја правевме заедно со инженер Арсов. Потоа проектот, драмскиот проект, кога Тетин Климент шеташе над градот, тоа беше една со множествената. Стојан Стојановски, например, портретот на Владимир Бурич, тој исто така предизвика големо внимание. Првите спотови за македонските рок групи, значи двете серии, значи првата и втората, ги работев како сценограф. Така да се има вела множество новогодишни емисии, не само со Магнифико, портрет на Арсен Дедич, например, портрет на Неда Украден, Маја Оджаклиевска, Дадо Топич, Слаđана и така натаму. Значи имаше множество и познати личности за кои што сум јас работел сценографии, но во рамките на тој дел од новинарството мислам дека е важно она што го правев за историјата на македонската архитектура, за образовната програма, каде што сите интересни археолошки локалитети со мој коментар одеа во една едиција, што знам, може би 20-30, се веќе не можам да се сетам, со што мислам дека направи голема популаризација на македонската археологија, што денес гледам дека веќе таа се појавува и на насловни страници, и од постојан интерес, постојано известуваме за тоа. Новинарството, јас го сватив како дадена можност да се изврши влијание во општеството и мислам дека тој тип на задача јас и стигнав да го направам, со оглед на тоа дека промената на идејата за презентација на македонската историја, за вистината на македонската историја и архитектура, веќе можеме да ја видиме во македонските градови и тоа го сметам во голем дел за мој личен успех во новинарството.